Почитувани, јавниот здравствен систем тоне, а Зоран Заев и неговиот незаменлив Венко Филипче во него гледаат само можност за тендери и слевање на пари во партиските џебови. Денес, наместо 120 милиони евра, колку што требаше вкупно да чини новиот клинички центар Мајка Тереза, при тоа веќе беше направен до половина планот, сега ќе беше направен до половина, сега Филипче и Заев сакаат да потрошат 480 милиони евра. 4 пати повеќе. За подсетување, оваа власт го раскина договорот за изградба на новиот клинички центар вреден 128 милиони евра, за кој што се беше готово, само требаше да стартува изградбата. Подсетувам, ВМРО ДПМН остави готов проект со подпишани договори за градба вредна 72 милиони евра, со физибилити студии, со финансиски планови, со најдени пари, со се подготвено, ама тоа пред 2 години не им чинеше на оваа влада. А сега е јасно и зошто. Денес пак бараат не 120, туку 4 пати повеќе, 480 милиони евра. Ама нема зашто, кога повторно велат, ќе правеле нов финансиски план. Немаат финансиски план, а пресметале дека ќе потрошат 480 милиони евра. Почитувани, лажат. Со години лажат за нов клинички, додека го уништуваат јавното здравство. Овој проект е дел од оние капиталните, кои што никогаш, ама никогаш со Заев, нема да го видат светлото на денот. Исто како што јавното здравство со Филипче се сведе на крвави тендери, вредни 36 милиони евра, Керка дава тендер на татко од 3 милиони евра, аферата инсулини со поминат со кус рок, аферата вакцини со минат рок, приватизирање на итната помош, предадена детска клиника, кардиохирургија во приватниот сектор, излажани доктори за плати, излажани специјализанти, неводење сметка за паркинг, за хигиена, за ништо. Така ќе заврши и проектот клинички на лажни ветувања, се додека има можност за нови и нови тендери и договори во корист на партиските џебови на СДСМ. И бидејќи веројатно ќе реагираат на оваа пресконференција, еве нека одговорат и на прашањата. Како тоа само што не фрлиле темели, а немаат ниту финансиски план, ниту урбанистички план, ниту било каква инфраструктурна мрежа од наводната избрана локација за новиот клинички? Дали се направени геомеханички испитувања на теренот, каде што наводно ќе се гради клиничкиот, зашто треба најмалку 6 месеци? Има ли идеен, па основен, па ревидиран проект во градба, за тоа кој ќе го прави проектот, бидејќи само за изработка на ваков проект потребна е околу година и пол. Повторно, знаат ли дека за се ова се потребни тендерски постапки? И за крај, најважното, колку време ќе им треба за преговарање со финансиските институции, од каде што ќе треба да се земат, да се поземат над 500 милиони евра за целосно завршување на проектот. Почитувани, со години не можат да се договорат каде би се градел новиот клинички центар. Наместо да го продолжат проектот или веднаш да започнеат со нов, ако веќе не им се допаѓаше, веќе изготвениот план, и ден денес, на половина од мандатот, СДСМ лаже за нов клинички центар. Лажат и купуваат време. Впрочем, како и за се останато. Почитувам Филипче, Заев, СДСМ. Доста е. Вашите лаги, вашите криминали и веќе не минуваат крај граѓаните. Скапите реклами за европско здравство не ги лечат граѓаните. За краток период направивте огромни и трагични грешки во здравството. Доста е, заминете си. Ви благодарам.